Тргнавме кон Делчево. Ве водиме во селото Драмче за да ви ја раскажеме приказната за орото Копачка. Единственото оро од Македонија кое минатата година се впиша во репрезентативната листа на светско нематеријално културно наследство на УНЕСКО. Патувајќи кон пијанечкиот крај, цело време во глава како да го слушавме звукот на тапаните на кои се игра копачката. За Драмче, локалните мештани на шега ќе ви кажат дека ова село е големо колку Белград, но само по површина, бидејќи селото е од разбиен тип. Наш домакин е Димитар Узунски, пензиониран наставник по музичко, родом од Работивиште, но половина век бил наставник во Драмче. Тој е собирач на народниот фолклор и еден од најзаслужните за ова признание од УНЕСКО. Димитар е и автор на монографијата за Димитрија Станоевски, попознат како Дедо Митко, легендата на орото Копачка кој последен пат го заводел орото на своји 92 години. Во негова чест, од неодамна постои спомен соба во неговата родна куќа. Пред да пристигнете до гумното каде што честопати се виела копачката, попат ќе ве пресретнат мислите на Дедо Митко, посветени на ова најпознато оро од овој крај. Кога стигнавме не пречека Симеон, синот на Дедо Митко. Тој сега ги пречекува намерните и случајните минувачи и раскажува приказната за копачката и за својот татко. Токму на свадбата на Симеон во 1960 година, Димитар за прв пат ја почувствувал фасцинацијата од орото Копачка. Кога почна да доаѓаат свадбарите и да се формира свадбата, се направи едно убаво оро во која Дедо Митко, свекорот, заедно со неговите браќа и уште неколкумина го заведоа орото Копачка. Јас се зачудив на нивното играње, на нивната умешност, да играат онака како што тапанџијата го менува својот ритам. И побарав на Дедо Митко да закажеме една средба со старите членови на фолклорната група која била формирана 1948 година. И да ни дојдат на свадбата, да се сретнеме на свадбата во Димовска мала. Сите дојдоа и тогаш се заведе, се фатија стварно вистинските играорци. И кога го почнаа тој нивен чуден орски вес, тоа остави кај мене длабоки траги и јас си реков, ете, наставниче, за тоа треба да се живее. Дедо Митко беше прекрасен играорец, а уште повеќе одличен ороводец. Тој му даваше на орото еден посебен шмек, една посебна убавина. Имаше чудесна харизма да уште со самата појава на сцената да ја привлече публиката. Него го сака сите фолклористи кои имале можност да го видат. Многу често го фотографираа. Младите се фотографираа со него. Многу наши кои живеат надвор од татковината го снимаа со фотоапарати, со видео ленти, со камери и го однесоа во своите домови далеку. Дедо Митко на тој начин постана посебен познат човек во светот. Можам да речам дека секој пат настојував кога некаде ќе одиме да го обезбедам Дедо Митко. И прво ќе дојдев тука, во Белчанска мала. И ќе му кажев, Дедо Митко, вака и вака е работата. Пак идеме. Ќе идеме, одамна не сме били, да истресеме по турите, да истресеме по некоја баа, да видат. И тој го сакаше орот. Ја сакаше копачката.
И секој пат зборуваше дека многу сакаат да ја играат копачката. Ама секој не може да ја игра. За да ја играш копачката, треба да си роден за неја. И негова беше последна желба да и кога ќе умрам, пак би сакал да можам да ги слушнам тапаните и да ја заиграм копачката. Така на неговиот погреб ние се фативме, членовите на копачката се фативме облечени во народна носија, а кога неговото тело се спушташе во гробот, удрија двата тапани во ритмот на копачката. Повеќе го играле мажите, но има и таков дел кој го играат и жените, познато како женска копачка. Но повеќе е познато во тоа 60 годишно и нешто постоење, 63 годишно постоење на групата, дека повеќе се представувало како машко оро. Нашите истражувања покажаа дека постоело и женско оро, така денеска и него го воспоставуваме на нашиот репертуар. Орото, македонската фолклористика го смета за трудово народно оро, од аграрниот циклус, така наречен. На соборите и на свадбите, кога ќе го удрат првиот дел, почнува орото да се формира. Прво заиграат двајца, од кој изведувачот си плати орото, и полека после се формира орото, секој играорец се фаќа според своите играорни способности. До изведувачот ќе се фаќат најдобрите играорци. Кој не е добар играорец, негово местото не му е таму. Значи, во тој прв дел се формира орото, а потоа полека тоа оро се заврзува. Се мени вториот ритам, тој е така наречен ситен дел, па префрлачка, кога левата нога оди пред десната и се враќа назад. Тоа е префрлачка и на крајот тој занес се достигнува до најголемиот занес до копнувањето, кога десната нога оди напред, се стапнува на десната нога и со левата се копнува од земјата. Тоа копнување од земјата го сметаат нашите фолклористи дека е тоа најголемиот израз, дека е орото во аграрниот циклус. За да влезе во УНЕСКО треба орото да биде живо. Орото да се игра. Не само да го играат културно-уметнички друштва, туку и народот да го игра. А токму така копачката се игра кај нас во целиот пијанечки крај, и во делот на Каменица, и во нашиот Делчевски крај. Што тоа е најголемото нешто што се бара од УНЕСКО, значи орото да е живо. Да не е умрено орото, па сега ние да го соживаме или да биде само на сцената, па да го враќаме сега меѓу народот. Значи мора да постои кај народот, да е тоа живо оро. Влезот на орото копачка во УНЕСКО е најголемиот дострел не само на пијанечкиот фолклор, туку најголемиот дострел на македонскиот фолклор. Тоа би значило дека ние се искачивме на една најголема висина, од каде што орото копачка треба да зрачи. А мислам дека има и други наши народни ора македонски, што треба да бидат заштитени и да влезат по патот, да одврват по патот на копачката до УНЕСКО. Кога се облечеш во народна носија, во нашата народна носија, таа те враќа веќе назад, не си тој што си. Така и дедо Митко често пати го наблюдував, кога се он облекуваше, како да целиот се мени, ја мени бојата на својата кожа, изразот на лицето. И не е тоа дедо Митко што е бил пред тоа, тоа е дедо Митко во минатото наназад. Јас се обидов да поттикнам
создавање, односно формирање на негова спомен соба со неговата игра, како еден документ да остане за трајно за идните генерации, да можат да посетуваат и да се запознаат со најдобриот македонски ороводец на Копачката. Се погриживме да ја комплетираме неговата носија. Ова му е носијата со која Дедо Митко 60 години учествуваше на бројни настапи во татковината, па и надвор од неа. Дедо Митко беше и големи симпатии имаше и кај луѓето кои го негуваа нашиот фолклор, а беа од страна, како јапонците кои пројавува голем интерес. Таа една група на јапонци од 3-14 души дојдоа и во Драмче да видат каде живее Дедо Митко и како играат драмчани, автентично играта копачка. Тука се дадели повеќе фотографии од разни настапи, а тука имаме и последната игра на Дедо Митко во Долнели, кога ја предава ороводната крпа на неговиот син. Тука е неговото семејство, керката и синот со сопругата, а долу на прозорите ги ставивме неговите лични документи. Позади се наоѓаат написи, карактеристични написи од весници и списанија, почнувајќи од нашите весници и списанија до весници и списанија излезени во списанието што излезе по повод 750 годишнината на градот Берлин. Сам се обиде, овој дел е негов. Сакавме да го сочуваме автентично, како што тој ги беше урамил фотографиите, само што малку е поубаво наместено, подотерано. Обележени се сите фотографии, секоја што кажува, кој број има. Дедо Митко беше мајстор на повеќе занаети, да речеме дзидар, трионџија. Сам мораше, гледате, тоа е осамено, мора да биде, да знае од повеќе работи, повеќе занаети да се одбира за да може да преживее. Страсен рибар, тоа е неговото серкмешто со кое лови риби. Ова му е неговата ловџиска пушка и опремата ловџиска. Тука му се негови лични предмети, алати за работа во домаќинството, а во средината е неговата работна маса со која и ова мушама има своја вредност, таа има трајност некаде нешто повеќе од 60 години. Тука се негови лични примерок, сати добиени како подарок за учество во Копачката. И тука неговото кесе за пари, тука му се неговите зборови што треба да ги каже при одредени бајања. Беше бајач, ова му е предмет со кој го тоа извршувал. И на крајот завршуваме со последната снимка на фотографија на Дедо Митко и по негова посетата моја кај него и конкретно местото неговиот гроб во гробиштето во Делчево. Со ова мислам дека направивме еден добар гест и камо среќа вакви работи да има уште повеќе.